Ова е фокусот на нашиот прв панел, образование и можности, премостување на јазот. Па сега со задоволство го поканувам Бојан Кордалов, кој што е искусен комуниколог и ќе го модерира овој панел. Или попрофи кажано, тој е специјалист за односи со јавност и нови медиуми, има повеќе од 20 годишно работно искуство, а како соговорници ги има Марија Петрова, Николија Златевска и Стефан Попацев, на кој што ќе им оставам подиум сами да се пофалат за своите успешни приказни. Можете повелете на панелот. Како еден млад човек, една млада личност да го организира времето, бидејќи според мен многу е важно да имате амбиција, да имате желба за работа, за активизам, но секако и да го совладувате образованието. Колку денешните дигитални технологии помагаат во тоа? Колку се прифатени кај нас според новостранство? Колку се во образовниот процес на крајот да вклучени и дали со поддршка? Да, морам да кажам дека работата која што ја работам пред се не ми представува никаков товар, меѓутоа е некоја опраска која што зема значителен дел од моето време. Така да јас и често соработувам и со постари колеги, мои професори, со помлади колеги, мои студенти, кои што кај мене знаат да вродат некоја желба, да се вклучиме во некаква активност и нешто да се реализира. Тој поттик да се реализираат исклучително голем број на приватни активности го окупира и она малку време кое што преостанува, па овде на некој начин се вклучува и дигитализацијата, бидејќи неспорно е дека инженерството, еве особено и архитектурата, е подложно на дигитализација со цел унапредување на нашите капацитети и способности. Тоа значи дека одредена активност преку дигитализација се сработува побрзо, меѓутоа на тој начин не ни се ослободува време кое што не го користиме за архитектура, напротив ни се ослободува време кое што го користиме за многу повеќе проекти. Би кажала дека дигитализацијата кај мене не направи вакуум и празен простор во работното време, туку даде можност да се реализираат поголем број на проекти. Така што овие дигитални алатки во образованието на некој начин во време на корона, кога бевме на предизвик како да се трансформираме со современите предизвици, кај нас вродија, еве, бидејќи имавме желба да продолжиме со нашата работа, вродија на некој начин со дигитални алатки. Тоа беше онлайн платформи за дигитализација на образованието, меѓутоа и во делот на праксата, кога се работи на реални проекти, одеднаш станавме способни да работиме со флексибилно работно време, на далечина, така што често работиме проекти во Скопје кои што можеби се однесуваат на дворешни конкурси. Овде би споменала дека нашите студенти често работат и конкурси за Африка, Сенегал и така натаму, што се должи токму на таа можност која што ја дава дигитализацијата. И тоа е веројатно една од причините поради која што се решаваат да останат дома. Да не ја напуштат земјата заради тоа што можат да се реализираат и да заработат повеќе преку ваквите начини на работа, комуникација и слично. Да, бидејќи архитектурата како професија не е ограничена на одредена етничка припадност или на одредено државно уредување, таа е една сеопфатна и сенародна професија која што не се разликува многу од нашата земја па се до надворешните земји. Оваа дигитализација дозволи надворешните фирми на некој начин да бидат инкубатор на стандардот на фирмите во нашата земја. Па на овој начин таа странска пракса стана лесно достапна во Македонија, без нашите млади професионалци да ја напуштат земјата, меѓутоа и со стекнатите знаења од надвор да инвестираат во лични фирми кои што ќе го дигнат општиот стандард кај нас. Пред да продолжам со интересно прашање за Стефан, има многу прашања, но сепак би сакал да искористам приликата кога сакате нешто да кажете, да прашате, да истакнете како ваш став или мислење било кој од присутните тука, ве молам само некако сигнализирајте и приклучете се. Стефан рекол дека ќе е интересно, па да се обидеме. Ви кажеш дека младите не треба да ја бараат среќата надвор, туку да создаваат тука. Колку шанси имаш одбиено за да отидеш надвор? Си ги бројал? Немам ја многу шанси, али ако гледаме тоа дека приватно кај мене претежно сите биле насочени надвор од државата, јас сум прво моето семејство кој што нешто основал свое во оваа држава и започна. Значи кај мене спротивно било. Кога природниот тек би бил нешто надвор, јас сум одлучил нешто сам да започнам да. Тоа ми било и на некој начин пред се мотив, затоа што сите зборат да, надвор е убаво. Во идеални услови сите знаеме да функционираме. Во критична средина тука се гледа колкава е твојата способност како да можеш да ги балансираш сите тие работи.
Затоа на некој начин јас сум доволно млад, доволно имам желба да можам нешто од тука свое да почнам и да се борам со сите тие предизвици кои што стојат и моментално од Супер е тоа, но дали образованието Така. беше тоа кое што те градеше и мотивираше да пробаш да се бориш тука, или пак можеби фамилијата, обкружувањето и така натаму. Кој е улогата на образованието да те направи тебе човек кој што ќе сака во тешки, како што велиш, Така. околности да создадеш нешто тука? Јас можам лично за мене Да, да зборам за и тебе, сакам за стално да сум искрен дека за мене лично образованието немало никакво влијание. И пред високото образование и после високото образование немало никакво влијание, освен од целокупното, кој би можел да издвојам некои работи, се само две работи можеме. Двајца професори кои што не предавање има кажано. Едниот професор ми има кажано нема бесплатен ручек, а другиот професор ми има кажано ставно кога имат, пошто правен факултет, кога гледате врз проблемот, да се абстрахирате од проблемот и да ги гледате од двете страни. Никогаш да не завземате две страни. За мене на некој начин тоа ми се некои животни лекции и се водам по тие. А она кое што нешто е водилка настрана од образованието е надворешниот живот и лично пред се кој што реков воспитанието нешто сам да направиш. Значи денес е мама и тато, мутре ги нема мама и тато. Сам си. И за било што, пријатели, средина, мора да знаете дека еден ден некој ќе ви сврти грб и ќе останете сам. И јас секогаш тоа го гледам. Еден ден стално си сам. И труди се и бори се нешто да направиш, ама не да се врзуваш на некого или на нешто. Затоа кај мене немало мотивација нешто да направам. Да, ја и денеска ја работам дистрибуција и увоз. Застапник сум за некои брендови. Ја ги гледам, да, сум максимално фокусиран на нив, но не знаеме каде носинот утре може да ќе ги изгубам. Но може ќе имаш други бренд. Може да ќе имам и други. Може би ќе почнеш и друг бизнес или нова дејност. Тоа е све како се гледа, значи да гледаме позитивно на работите. Како мотивација, зашто да не се расширам за плюс. Али стално треба да се гледа дека еден ден може тоа ќе го нема. Што правиме понатак? Значи, како и да е, со Стефан на ручек не одиме, барем не на бесплатен ручек, може да му понудиме вечера. Се шегувам, тоа е многу добра изрека и многу поучна, се сложувам. Николија, која, тебе ти е тази училиштето, одиш секој ден, која мисла, поука, поговорка би ја издвоила? Дека ти оставила досега најголем впечаток? Па, јас искрено сепак сакам да се надоврзам со Стефан. Училиштето исто за мене, да, иако е голема инспирација, не е клучен фактор за мене. Јас сепак Ама ги погледна професорки, добре, еден аплауз за професорките исто така. Да, ја... Така е. Само уште минут да би сакал нешто да кажам. Лошо е кај младите не сум многу повозрасен од нив. Исто сум. Малте не генерација сме тука. Проблем е што секој кој мисли од времето останато заврши факултет и работа. Тебе ти дава една основа, ама тоа не ти нуди иднина дека проблем е што таа основа, знаете каде е критичниот проблем е таа основа не е многу добра. А дека нешто тебе ти нуди за гарантирано работно место образованието, да не се лажеме, сите приватен сектор од постарите, од помладите немале големо многу искуство. Ти за да усили образованието е само да те донесе до интервјуто. Ти кој ќе седнеш на интервју, него го затвора, уопште не гледа ни што имаш завршено, ни искуство што имаш, како сам ќе се покажеш. Затоа, знаете, премногу образованието, да, меѓутоа е на основа. Треба лично да се гради. Да, токму за таа основа зборуваме и говориме за јазот. Затоа убава забелешка, директоре, тоа ми беше и поентата. Дека гледаме дека постои јаз, кој што на крајот ќе се обидеме со конкретни препораки како да почнеме да го надминуваме. И тоа е доброто, заради тоа што има една изрека, барем, која што е многу актуелна во моето друштво. Сите работи ги ставаме под тепих, не имаме таков менталитет. Меѓутоа, од толку работи ставање под тепих, тој тепих веќе полетува. И затоа е добро што ги отвараме честитам уште една што на вистина вистинските теми и дилеми се отвараат. Рековме аплауз за професорките. Уште еднаш, ајде, да, можеме. Сепак нивната улога е клучна и важна, меѓутоа рековме не е најважното, не е основа. Што е она што одзвонува во глава? Што е пуката од досегашното образование?
никогаш да не се откажеме, секогаш да се бориме за понатаму, иако е основата, сепак треба да учиме понатаму, секогаш учиме до крај на животот и секогаш да наоѓаме начини каде можеме да се истакнеме и да научиме нешто повеќе од тоа што ни е дадено, да најдеме нови работи кои што ќе ни го потенцираат тоа. Супер. Сега тука повторно велиш, ја гледаш Македонија како членка на ЕУ. Така? Да. Добро. Сега, дали сметаш дека побрзото членство, ако побрзо станеме земја членка на ЕУ, ќе ни помогне да добиеме поквалитетно образование, поблиско образование до младите луѓе, и дали побрзо ќе почне да го премостуваме јазот кој што реално постои на оваа релација образование, пазар на труд и можности? Па би рекла дека да, но истовремено на некој начин тоа е само на хартија, треба да го видиме тоа во пракса како ќе биде. И пак тоа ја поврзува праксата со образованието, дали стварно така ќе биде, дали стварно ќе се подобри образованието, дали стварно младите ќе сакаат повеќе да научат, дали ќе сакаат стварно повеќе да унапредат во животот. Благодарам многу. Марија, ајде од другата страна. Пошто би сакала ти твоите студенти и студентки да запамтат животна лекција пред да преидат формално да ги започнат својот патување, своите професии, своите работни ангажмани? Што се оние работи кои што 3 работи би сакала како фрази, како реченици, како принципи да ги повлече со себе од образовниот процес? Јас би заземала еден спротиставен став кај мене образованието и тоа како е важно, бидејќи сметам дека она што го постигнав јас, го постигнав преку образованието, заради тоа што образованието во нашата земја е достапно за секого и нуди можности секој да се унапредува себе си, без разлика, и ве кажа Стефан дека немаме бесплатен или ручек, ниту образованието е бесплатно, треба да сватиме дека тоа е цена која што ја плаќаме ние со нашата работа, иако е државно, тоа е платено од наш џеп, без разлика дали работиме државна или работиме приватна работа. Можеби кога ќе го сватиме ова, ќе се однесуваме и со некоја почит кон неа, кон самото образование, бидејќи тоа е наше образование. Ние го стимулираме и тоа работи за нас. Па би кажала и еве во моментот кога размислувавме за одредени фрази од професори, јас не би можела да посочам одредена реченица која што ја имам запаметена од некој професор како битна поука, меѓутоа можам да се сетам на бројни личности кои што со своите карактери, својот професионализам, кај мене оставија трага. Тоа што нашите млади студенти очекуваат се брзи рецепти, успешни, како се постигнува, како се реализира, меѓутоа образованието ја нема таа цел. Не постои формула за успех, не поставуваме ние кратки формули што треба да се сработи за да бидете успешни. Образованието е тука за да ве научи да бидете пред се работно одговорни, значи да бидете вредни, да постигнете принцип на дисциплина на работа и на некој начин она што сте го платиле за државното образование, тоа ќе почнете да го исплаќате тогаш кога ќе почнете да работите. Значи образованието го добивате бесплатно на почеток, а истото го плаќате со вашата работа. Би кажала дека образованието и не служи да ве способи вас лично како еве еден мој студент по архитектура да влезе директно во пракса, туку тоа служи како поттик дека тој треба уште толку многу да научи. Архитектонската професија е лиценцирана дејност, па така нашите овластувања се стекнуваат после 2 години практична работа. Јас се надевам дека кај моите студенти ќе оставам еве барем на некој начин едно позитивно сеќавање дека со посветена работа, со дисциплина и тоа како може да се постигне нешто, дури и кога немате поддршка, можеби немате подкрепа, меѓутоа во една фела на професионалци, како што треба да бидеме конкретно и ние самите инженери, меѓутоа и пошироко останатите професии, може да постигнеме нешто. Нашиот архитектонски факултет е основан од првата генерација на професори кои што не биле теоретичари, значи тие немаат докторати, меѓутоа се врвни професионалци и докажани архитекти. Може би треба во таа насока да се ориентираме кон образованието. Ајде сега да се обидеме вака, да направиме паралела. Имаме млада личност, која што се родила пред деценија или 2, која што денеска треба да чека години за да стекне некаков статус и да учи, што е неспорно и потребно. Во исто време, од другата страна имате инфлуенсери, инфлуенсерки, мотивацијски говорници, говорнички, луѓе кои што нудат совети, кои што може да се применат преку ноќ и буквално, како што велите, преку ноќ да ве направат подготвени на се, почнувајќи од богати, од остварени соништа.
Сега, како овој јас, меѓу очекувањата и можностите, како тука да го прилагодиме образованието? Или, одите во основно училиште во внатрешноста, па дури во некои делови од Скопје, па и може би повеќето, и се уште ја фаќате кредата, и пишувате на табла, а се враќате дома, имате уред на кој што пишувате сели уред, на кој што играте, работите се. Како да ја направиме транзицијата и како да го прилагодиме образованието? Не да се дигитализира во смисла дека не постои хартија или не постои креда, туку како да направиме тоа што младите и децата и младите денеска го живеат, како да стане дел од нивната пракса и можности во образованието. Пред себе посочила еве во тој јас помеѓу она што е професионалец, она што е Инстаграм инфлуенсер. Така. Прашање е која е целта. Значи, кој е тоа кон што се стремиме ние? Нашето современо општество на некој начин се стреми до она што е опиплив капитал и токму тоа е она Инстаграм култура која што нас ни го пласира, без разлика дали тоа се мотивациони говори, тој не на некој начин нас води кон тој опиплив капитал, додека нашето образование се уште се гради на она традиционална култура, чиј капитал не е опиплив, меѓутоа станува збор за вредности, дали тоа ќе бидат семејни вредности, ќе се надоврзувам на она што го кажа Стефан, дека на некој начин воспитанието е многу поважно во образовниот систем, наместо оние капитални вредности кои што треба да ги допреме. Без разлика, дали станува збор за формално образование, кое што се користи со креда, или дигитализирано образование, кое што се користи со некакви алатки, најбитен начин на кој што се пренесува знаењето е зборот. Зборот и мислата. Дали тој збор ќе го запишеме со креда на табла или истиот ќе го примаме преку некаков компјутер, прашање е што е тоа што ја води мислата на некој начин. Па цртајќи со креда на табла, бидејќи се уште го работиме тоа, и јас лично сум вклучена во дел од предметите кои што ја користат кредата на табла, мене на некој начин кредата не ме онеспособува да го кажам тоа што го мислам. Меѓутоа ме кочи да не го кажам во целина она што сакам да го кажам. Кредата е алат со кој што треба да се учите да работите и тражи долго време да се оспособите, додека дигиталните алатки, како PowerPoint презентации, мене ми се поедноставни за работа, бидејќи сум родена во едно современо општество, каде што знам да ги користам дигиталните алатки. Па така би кажала дека дигиталните алатки ми даваат простор полесно да кажам многу повеќе. Што не значи дека кредата за моите професори кои што успешно ја владеат, им намалува нешто од она што јас би го кажала преку дигитална алатка. Но проблемот некогаш настанува кога, затоа што мене ми е на срце кредата, ќе сакам да наметнам на некоја личност денеска дека без креда е никој ништо. Тоа и сакам да го кажам, дека за некои дигиталните алатки се тешки да бидат совладани. Тоа не значи дека за младите исто така се тешки. Напротив, без разлика на медиумот, доколку младите се чувствуваат поспособни со дигитални алатки, треба да им се даде таа можност и не треба да бидат спречени и да бидат вратени назад на некој систем кој што кај нив не дава простор за напредок. Со Стефан пред една година бевме заедно на дебата и имавме различни гледишта за тоа дали и колку можноста за работа од далечина и флексибилното работно време играат позитивна или негативна улога во и јазот, што го прави образованието кон работните места, меѓутоа и на пазарот на труд генерално. И сега, моето прашање, Стефан, овде сум во улога на панелист, твоето е последно. Прашањето ми е, ако денеска еден човек, пред се млад човек, меѓутоа секој од нас, може да закаже испраќање на имейл од сега за во петок во 8 часот. Ако сред ноќ може да извадиме од централен регистар сите документи што ни требаат на тендер. Ако можеме да прикачиме тендерска документација за некој јавен повик и така натаму, ако можеме да исполниме наше CV на платформите на Обединените нации и така натаму, како да им објасниме на оние млади луѓе што не сакаат, не сите, дека мора од 8 до 4 да бидат на работа, или дека мора од 9 до 5 да бидат на работа, или дека не може во исто време да бидат во Виена на некоја конференција, да студираат, паралелно да имаат во дел од денот и да слушаат час, а во дел од денот и да работат. Или можеби не можем, не знам. Ја го памтам дебатата за што ни беше, но ставот кај што ја го завзем, кај што беше контра твојот, уште си стојаме на тој став. Тоа е следното. Ставот тогаш беше фаворизирање на млади за работа од дома и флексибилно работно време.
не секоја бранша поддржува работа од дома, а за флексибилно работно време и јас својам за тоа. Затоа што флексибилно, ако човекот дошол рано сака, ги завршил сите активности, зашто ти да го задржуваш до крај до 4 да го ограничуваш, мора да седиш до 4, го може да опуштиш, ама ако ти има поише работа да остане повеќе. Све тоа човечки однос. Да ограничуваш ните стока животни, па да ги ограничуваш што ќе ни избегаат, значи треба да се гради човечки однос. Со секого ако можеш да се договориш човечки, можеш да све лесно и флексибилно. Меѓутоа работа од дома, не секоја професија поддржува работа од дома. Кај мене што беше контра тогаш тебе, беше како ти ќе мотивираш, значи не е све IT, дигитализација, не тие гранти ги да поддржуваат работа од дома. Меѓутоа, како ќе го мотивираш ти еден млад човек кој што стопанството е сформирано од многу различни гранки. И сега ти кога ќе цело време ќе фаворизираш работа од дома, каде како ќе го мотивираме ние да работи во останатите гранки каде што подразбира идење недека на работа. А втор момент е фактот социјализација. На тоа многу треба да се мисли. И сега како да мотивираме во контекст на ова, како да мотивираме млади луѓе на возраст од 14, 15 или 20 години веќе на студии, дека не можат флексибилно да ги слушаат часовите, да присуствуваат на наставата, да ги пишуваат интерактивно домашните задачи, да бидат флексибилни во патувањата на Еразмус што траат некогаш по 2 или 3 недели, но во исто време да не видат општествен проблем, бидејќи кога јас учев, значи да кажев дека одам 5 дена на некаков семинар или на нешто, тоа ќе беше револуција. Денеска за младите луѓе можностите се со огромни и траат преку целата година. Не се само од 10 или сега го продолжија транспортот нешто имаше Значи до 17. Значи не може се да се случува, благодарам, од 10 до јуни до 1 септември. Како тој јас да го надоместиме за да можат во оние бранши каде што изводливо, тие да можат потоа да бидат флексибилни на своите работни места, да ги искористат можностите денеска кои што стојат на располагање Во образованието. Сега тоа повеќе прашање насочено кон професорите. Така е, но затоа што вниманието е на човек. Ти ако му го заради, јас сигурно сите сме се соочиле дека на некој ни е подраго да идеме и сме иделе само ради него, на некој не сме иделе ради него. Секој човек си е некој карактер, така? Ако ти процениш него што го интересира, на тој начин треба да водиш и предавање и на некој начин само да му го задржиш вниманието. Тоа треба може да се споредат, да видат, да се види у секој дали е образовна институција, средна школа или факултет. Сите меѓу себе се знаат и сите знаат кој им е најдраг професор. Просто ако е проблемот, зашто не можам да го задржам вниманието, е проблемот да го видам каде е мојот колега кој што може да им го задржи вниманието, што прави он, што не правам јас. На некој начин да се гледа проблемот, да се бара суштински, затоа што ние све глобализираме. Образование е толку комплексна тема која што така не можеме лесно да ја решиме. Него да бараме конкретни проблеми кои што може да се решат помалку за да дојдеме на крај цела слика да го да го решиме. Еве два конкретни проблеми кои што ти би ги поставил како клучни да се надминат во образованието за да се намали јас. Јас мислам дека гостите се претежно од средно образование. Колку тука може со работно, да, можда во средни стручни школи, меѓутоа кај високото образование е проблем кај што секој млад кој ќе опрашаш зашто, што ти е тебе проблем ми е мене кај да тропнам после на врата сега ми бара 2 години работно искуство. Така. Тоа е главниот проблем, искуството, добро? Тоа е најчесто што може да ја да го слушам, барем лично за мене, кажам. Супер. Не да докажам се. Да, извини. Ако може да се види дека објективно барем во високите школи грото од професорите колку интерес покажуваат затоа што пред се нормално колку е нивното задоволство од работа и се исполнети финансиски пред се, сите си се ангажирани на со некој проект. И ја сметам барем лично кај мене дека фокусот на нив повеќе на тие надворешни проекти него ли на нивната основна. Значи вториот проблем според тебе би бил како да се направат задоволни, мотивирани. Да. Кога веќе се насочени надворешни проекти. Зашто студентите да не ги земат да учествуваат во тие проекти, па на некој начин кој ќе заврши целокупното образование
ќе му рече ти кое ти е твоето искуство? Ја имам искуство, сум работел на овој проект, пошто претежно они работат и на проекти кои што и државата им доделува да работат на некои работни дебати. Зашто да не ги земат и студентите? Па ева не мора од она што е од прва до трета година. Мастер студии се 2 години, така? Така е. За тие 2 години зашто да не се направи реформа во мастерот? За тие 2 години да ги поред тие предавања кои што ги имаат субопарни, да не ги вклучат во некој проект. Секако финансиски они се поддржани, а еве ти некоја работна сила која ќе полни некое искуство, ќе земе путра може да каже јас сум работел, ми дали мене некој проект, бар некоја реформа у царина, еве што сум направил, јас сум бил 2 години на тој проект сум работел. Можда нема да придонесе ништо многу, но сигурно ќе нешто ќе смени од моменталната ситуација. Ќе направи подобро. Благодарам, Стефан. Николија, да се намали дискриминацијата во општеството. Тоа го детектираш како проблем, така? Да. Јас се сложувам, но прашањето ми е следно. Колку непрепознената, но постоечка дискриминација по многу основи во македонското општество не оддалечува да имаме инклузивно и напредно образование, односно колку тоа понатаму ги тера луѓето, голем број од младите да сакат по секоја цена да најдат друг образовен систем, па и друго работно место надвор од земја. Да, верувам дека таа сфера е многу голема, односно има многу голем ефект врз младите да одлучат каде да студираат и слично. Особено е за пример да ги земеме повторно Еразмус проектите и размените. Кога станува збор за тие, некогаш има дискриминација, не ги примаат ученици кои што имаат висок потенцијал, но имаат некоја мала замерка, да речеме, дали тоа во оценките или за време на напишување на есеите, имаат некоја грешка направено. Но кога станува збор, треба да има после тоа интервју, да се одлучи дали тие ќе бидат примени или не. И заради тоа треба да имаме пример работни сесии каде што ќе бидат тие работни позиции имплементирани и ќе бидат објаснети на младите да знаат, пример, студирам економски факултет, што после тоа со тој факултет, студирам психологија, што после со психологија, што можам во оваа држава да имам, што го нема сегда. Значи едноставно мора да се стави фокус на перспективата, не само она кое што во моментот се прави. Да. Дали учествува архитектонскиот факултет во меѓународни иницијативи, дали се Еразмус, дали се други, и колку тоа влие на мотивираноста на младите и стекнувањето на практични искуства, односно пак во надминување на јазот со она што се можности на нивните врсници во светот и она што го имаме тука. Нашиот факултет учествува и на домашни, меѓутоа и на меѓународни проекти од различен фокус. Она што Стефан го спомна како некое вклучување на студенти во делот на работите, на некој начин можеби не во толку голема мера како тоа што било порано при архитектонскиот факултет, денес се уште е активна, така да често студентите може да бидат поканети од страна на професор да работат на проект, дали тоа е платен проект или станува збор за конкурс, не е битно. На тој начин и јас бев вклучена во рамки на самата настава, уште кога работев и бев студент, да се вклучам на реални проекти, меѓутоа и на конкурси. Па активно учејќи во текот на образованието се запознав и она што се вистински предизвици во текот на работата со моите професори. Таа е некоја можност која што не е во голема мера, поради тоа што се помалку проекти влегуваат како реални, да речеме, на некој начин во доменот на нашите професори, во еден друг систем кога нашата земја е дел од некакво друго уредување, државата е она што е инвеститор во капиталот, нели, во пазарниот сектор, и државата е таа која што управува со образовниот систем. Па една иста личност бара решенија за личните своји проблеми. Денес, како што кажавме, теоријата и праксата се одвоени, токму поради тој транзицијски период и младите се почесто не ја препознаваат таа битна врска да се врзат и теоријата и праксата. Па токму и на тоа размислував како прашање што беше како да се активираат, како што кажавме, мислам дека пазарните, нели, барања на некој начин треба финансиски да го стимулираат можеби образованието. Нашето образование работи на проекти кои што не се реални, меѓутоа се докторски истражувачки тези. Тоа се прашања кои што се поставуваат за релевантни проблеми од локално и регионално значење, тоа се тези кои што даваат визии и стратегии и за жалост стануваат непрочитани, непубликувани, на некој заборав, на некоја маргина, а даваат вистински решенија како да се подобри некоја ситуација. Каде е проблемот?
Овие докторски тези се личен интерес на авторите, бидејќи тие имаат потреба да се надоградат и бидејќи никој не финансира во нив, не бара одговор на овие прашања, тие не се ни прочитани ни забележани, па можеби еве пазарниот сектор треба да инвестира во образованието. Своите лични проблеми да ги инвестира преку теоретски истражувања, да отвори образованието да биде место каде што ќе се тестираат нови визии, нови стратегии, па кога ќе инвестира капитал, ќе бара нешто кое што треба да се искористи. Значи синергија помеѓу образованието, приватниот сектор и секако државата. Пред да го поставам финалното прашање, уште еднаш да прашам дали имате можеби некоја инспирација за прашање, дилеми? Повели? Ова специфично да го добивате вие за вклучување на проекти. Како сите студенти како се бира, дали знаете има доволно проекти да се вклучат? Да, па тоа сакав да кажам Се дека извинувам само. Дали е тоа се за прашањето? Добро, дали имаме други прашања да ги земеме веднаш за да може да се одговори? Да, повелете. Прашање околу што спомнавте околу праксата, околу странската пракса, а зошто странска? Зашто работа во странство? Зашто, например, тоа на странската пракса да ја имплементираме тука. Зашто не би можеле да земеме примери од некои земји и да ги имплементираме тука. Сега е многу јасно дека ние не сме економски стабилни со тие земји, но не може и затоа во целост не може да се земе тој пример. Но зашто, например, не пробаме да имплементираме тука? Затоа што знаеме дека кога наша работна сила, наши млади лица, работат во странство, работната сила, нормално странските земји ќе пробаат да ја задржат во странство и така всушност се привлекуваат младите да работат за странски компании. Па зашто, например, не би имплементираме тоа тука? Супер, благодарам многу. Дали имаме други прашања? 1, 2, 3, продадено, добро. Океј, тогаш одиме по овој редослед, ќе го додадам и моето прашање. Освен овие две, би сакал да ве замолам да посочите 2 до 3 конкретни проекти, предлози или идеи кои што сметате дека ќе бидат добри решенија за да се надмине јазот кој што постои помеѓу образованието и можностите и на кои што сте вие подготвени да работите. Марија, почнуваме од вас. Да, првото прашање кое што се однесуваше на вклученоста на студентите, за жал не се вклучени сите студенти, бидејќи не станува збор за голем број на проекти. Најчесто и тоа се архитектонско-урбанистички конкурси, кои што не се платени и се на некој начин ние како архитекти сакаме да бидеме креативни во одреден фокус, како што поземјотресната обнова на Скопје е дело на конкурси и така натаму, и денес е тоа пракса. И заради ограничениот број на конкурси кои што денес се активни во нашата земја, па и надвор во регионот, се помалку имаме можност да соработуваме со студентите. Меѓутоа, студентите се вклучуваат во однос на тоа каков капацитет и желба ќе покажат тие дека сакаат да работат дополнителни надворешни обврски. Тие може да бидат вклучени и во однос на изложби, па јас често соработувам и со помлади студенти кога работам лично некакво остварување. Меѓутоа, би сакала да изразам и жалење заради тоа што студентите се помалку заинтересирани да се вложат надвор од редовните активности. Не сум сигурна зошто е тоа така. Можеби пак станува збор за некаква дисциплина или станува збор за тоа што тоа не дава капитал кој што е опиплив, значи нема финансиски да бидат надокнадени, а токму конкурсите немаат таа идеја. Значи тоа се некакви теоретски прашања. Се надевам дека тоа ќе се унапреди како пракса и би имале можност во едно совршено општество да работиме на бројни проекти кои што иако не би биле платени, ќе вклучат голем број на студенти, бидејќи образованието и стекнатите вештини се всушност најголемиот капитал, без разлика како тоа ќе се плати во средства. Сега во однос на второто прашање, на некој начин се надоврзувам и на она прашање на стратегиите на развој на како да се поврзат праксата и теоријата одново. Првото го кажав, кое што значеше инвестирање на капитал и средства во образованието, бидејќи образованието треба да биде поле кое што ќе тестира проблеми од пракса. Праксата ќе препознава проблеми и проблемите ќе ги враќа назад во образованието. И така натаму, тоа е еден врзан циклус на себе надоградување, бидејќи праксата и теоријата никогаш не се на едно исто ниво, тие се градат себе си континуирано. Еден друг начин би била задолжителна платена пракса, бидејќи праксата постои во нашиот образовен систем, таа не е платена и се доживува како само активност која што ќе се заврши
и административно ќе помине. Таа традиција направи да практикантите на некој начин се товар на фирмите и го разбирам тоа дека е така, меѓутоа доколку е платена задолжителна пракса, практикантот ќе мора да сработи нешто, значи не може секој да биде практикант, а фирмата ќе добие нешто за возврат. И повторно го правиме тој процес на себе надоградување. Последната визија е токму она што го кажавте и вие, тие надворешни фирми, како некакви надворешни фактори, можеме да ги вклучиме кај нас. Меѓутоа, како инкубатори за развој на идеи. Овде се вклучува, можеби, на некој начин и дејноста на ТИРС како зона за развој на идеи и визии, па наместо само отварање нели на надворешни фирми, можеби некакви тренинг центри, кои што нашите кадри се способни да работат во странство, дури еден дел од нив да заминат после овој тренинг, делот кој што ќе остане овде, колегите кои што без разлика како ќе го поминат тренингот, ќе стекнат една нова култура, нова визија на работа и нова пракса и со тек на време, можеби не веднаш, за 10-20 години ќе го кренат она заедничко ниво. Така да странските фирми не само како одлив, можеби треба ние да ги увеземе нив, за да останат нашите овде, да не ги извезуваме младите надвор. Супер, благодарам Марија. Не знам дали ја гледате теа, ама сигнализира дека го пречекруваме времето, меѓутоа Стефан повели Николија со вашите согледувања на крај. Кои се трите 2 до 3 проекти предлози? Па начелно ја се сложувам со низините некои идеи за проекти, со тоа што и при тоа бидејќи све во освен што поддршка и внесување на младите уште во образованието, во практичната настава, исто така и поддршка на некои идеи, значи формирање на тимови, дали во високо, дали уште во средното образование, кој што би конструира некој проект, а при тоа да биде дали од наша страна како Стопанска комора, ТИРС или било кој начин кај што може да го изнесеме и да дадеме на некој начин поддршка, на било кој начин да допре до јавност. Како што ние на некој начин сме допре до јавноста, така и они. Максимална поддршка да се стави центарот кај нив. Но меѓутоа дека се уште треба работа треба. Фала, Стефан, Николија? Јас мислам дека треба да се имплементираат проекти во самото образование, каде што учениците ќе ги имплементираат тие, ќе бидат зададени од страна на професорите, кои што ќе бидат нормално со оценки, истовремено да се имплементираат и бесплатни курсеви за учениците кои што после тоа ќе добијат сертификат, награда или било што за нивниот успех, кој што ќе ги натера понатаму да работат и да се надоградуваат. И како трето нешто би било да се направат работилници од училиштата, каде што може да се унапреди емоционалната интелигенција, истовремено и дигиталната писменост, за да може да се подобрат учениците како личности пред се. Благодарам многу за конкретните и корисни совети. Верувам дека и вие како амбасадори на универзитетите, заедно со ТИРС, со комората, меѓутоа и со сите ваши професорки, со ентузијасти, сите други организации, навистина ќе може нешто конкретно од ова да се направи, бидејќи се конкретни работи кои што можат да носат и направат промена. Ви благодарам многу на сите. Завршуваме со нашиот панел, кој што гласеше образование и можности, премостување на јазот. Огромен аплауз и благодарност за Николија, Стефан, Марија и пред се за вас.